Денешната акција е продолжување всушност на проектот Безбедно во сообраќајот, кој што има за цел јакнење на свеста кај сите учесници во сообраќајот, и пешаци, и возачи, и сите останати, за поголемо почитување на сообраќајни правила и прописи и создавање на поголема сообраќајна култура. Денеска учествува Црвен крст со показна вежба на последици од сообраќајни незгоди, ученици од училишни сообраќајни единици од две основни училишта, кои што покрај делење на флаери на учесниците во сообраќајот, заедно со сообраќајна полиција ќе ги замоли возачите да демонстрираат со пијани наочари, ние ги велиме, кои што покажуваат одреден степен на пијанство, алкохолизирана состојба до 0,5 промили, до 1 промил, 1,5 и 2 промили. Значи возачите сега претпоставуваме дека дели се во трезна нормална состојба, да видат како изгледа тоа кога си подејства на алкохол и колку тоа доведува во опасност, до нереална слика, нереална перцепција и концентрација во однос на превземање на действија и мерки во сообраќајот, со што всушност е многу честа причина за сообраќајни незгоди. Во 2020 година, со оглед на тоа што беше период на пандемија и многу помалку мерки се презема, 192 возачи се санкционирани во однос на употреба на алкохол и управување на моторно возило, додека оваа година до 15 февруари, значи за нешто повеќе од месец дена, веќе 71 возачи се санкционирани по овој основ. Алкохолот е честа причина за сообраќајни незгоди. Покрај алкохолот, тука и брзина на движење и несоодветно преземање на действија. Инаку сообраќајните незгоди од година во година се во намалување, што е интенција оваа година уште повеќе да бидат намалени во однос на 2020 година. Освен овде на градскиот плоштад со учество на учениците, ќе ги посетиме и блиските угостителски објекти, каде што гостите кои што нели ќе сакаат да учествуваат во акцијата, замолени од страна на учесниците, ќе ги исто стават очилата кои што симулираат одреден степен на алкохолисаност, за да нели видат и почувствуваат дека навистина тоа носи штетни последици и за движење воопшто, но и како возач на моторно возило. Покрај тоа учениците ќе направат една мини анкета на која што граѓаните треба да одговорат дали кога конзумираат алкохол седнуваат да управуваат моторно возило, дали некогаш биле санкционирани и дали биле учесници во сообраќајни во било каква незгода.